Добро вечер, почитувани гледачи. Еве не во живо од студиото на К1 телевизија во емисијата Живе и здраво. Стартува новата сезона, денешното издание прво се разбира за оваа сезона. Јас ви ветувам дека во секој вторник понатаму, во терминот од 19 часот, имаме, се разбира, ја најавувам и соработката повторна со специјалната болница Филип II. Значи, секој вторник од сега па натаму се гледаме во живо во емисијата Живе и здраво, посветена на здравството. Огромна чест и задоволство ми е да ви го најавам вечерашниот наш и ваш гостин, тоа е академик доктор Жан Митрев. Докторе, добре дојдовте во К1 и во емисијата Живе и здраво. Добро вечер, фала на поканата. Еве, после некоја година и пол, Така. од некоја наша соработка, еве, успеав и ја да дојдам и да бидам еве на почетокот на оваа Новата сезона да бидам ваш гост. Така. Во март месец прославивте 16 години од постоењето на Филип II, специјалната болница. Тоа беше и со отворање на новата грандиозна, според мене, зграда, како од надвор, така и од внатре. Што е она што ве водеше да го направите тоа што вие го направивте? Па, да, тоа е една нова болница која не е само по изглед од надвор нова и она внатре што се гледа, има многу работи што не се гледат, а има многу работи што и пациентите не ги гледат, не можат да ги видат, а се таму заради нив, а и заради нас, заради мене, за она што јас го работам. Јас сум таков, знаете, имаме сите ние и добри и лоши мани, така сме се родиле. Сите тие добри и лоши, можеби тоа не е баш многу добро, меѓутоа јас кога нешто правам, сакам да го правам до крај, максимално, без некои импровизации или некои на пола работа. И сето тоа ме водело така и во животот и независно во кои услови. Ако немало услови, јас сум ги стварал околу мене или сум ги тражил кога не сум можел да ги створам. Така да, еве, тоа беше едно нешто што на крајот се оформи со сите овие години на макотрпна работа, на енормно залагање и многу убави, некогаш и малку горчливи моменти, меѓутоа така, да се за сите овие години издржи на оној пат кој сум го ја почнал, значи од 2000 година, кој не беше така ни рамен, ни лесен, нити па изгазен, го одев прв јас, па после мене сите други. И нормално дека имаше разни ситуации, разни, да кажам, и ниски удари и такви секакви работи кои некогаш, него многу често човек ќе се праша што му треба сето ова или зошто му е сето ова и можеби негде на друго место би било подобро. Меѓутоа, и вие бевте гости меѓу многуте над 1500 гости кои беа поканети и така беше тоа едно. Јас кажав и на отварањето еден момент кој сигурно
ако даде Господ да многу живеам и остарам, се можеби ќе заборавам, ама тај момент нема да го заборавам. Така. Околу она што значи самата болница Филип II, вие се разбира ги следите најмодерните трендови во однос на медицината, сета таа апаратура и се што е вградено внатре. Нешто повеќе околу тоа. Значи, ја гледаме, зградата е многу добра од надвор, така и внатре, но тоа што и вие го рековте дека некои работи не се гледаат. Што е она што е специфично и карактеристично за самата зграда? Па видите, многу луѓе можеби не знаат, оние кои живеат, да кажем, надвор во така наречени развиените земји, можат тоа многу полесно да го увидат или осетат, бидејќи суштинска разлика кај нас е што прво пристапот кон пациентот е тој да заврши за она што дошол, значи проблемот да го реши тој ден или да добие диагноза тој ден. Значи такво нешто не е баш нити вообичаено, нити баш лесно и во најразвиените земји. Еве, јас можам за Германија да кажам, ако човек кој еве условно кажува не е болен, а сака да се прегледа, тогаш тој бога ми треба неколку месеци да уложи у време и напор, за да може тие сите термини за еден целосен преглед зборуваме, да ги направи, а камоли оние поспецифични такви испитувања како што се компјутерска томографија или магнетна резонанса. Ако е пациентот болен, тогаш мора или оди по ургентни патишта, што е сосем друга работа, а додека ако е здрав, оди по еден редослед кој трае со месеци. Тоа е суштинска разлика веднаш. Друго кое сега ја скоро го промовирав и имаше и пресконференција, тоа е така наречена индивидуализирана медицина, која е со тоа исчекруваме навистина во сосем други рамки на медицината, каде што пациентот може да направи во склоп на едно клиничко испитување и генетско испитување и сето тоа да го направи на едно место, најголемиот дел од испитувањата да ги заврши за еден ден и да добие и генетско и клиничко тумачење на сето тоа. Секако за поголеми генетски испитувања потребни се неколку денови за резултатите. Еве, ја денеска ми зедоа крв за генетско испитување мое и на мојата фамилија потесна. Така да тоа се работи кои се голем исчекор, кои не така ги има или негде сум ги видел, него јас пратејќи ги сите овие работи кои мене ме интересират, така го и концепирам системот на она што сега во овој момент значи таа болница. Така да со целата технологија која сега е медицинска технологија која е опремена, значи имаме така наречена смарт технологија, а тоа значи отприлика за гледачите како што излегува смарт телефони и телефоните кои беа оние кои младите не се сеќаваат, кои вртевме аналогните телефони. Значи целата медицинска диагностика и опрема која беше доскору, значи до 2015-16, која се произведуваше и продаваше, беше на тој принцип некако. Значи сите рентген апарати зрачеа доста, треба да ја прегледам и вас, можеби. Зрачеа доста и покрај сите нели работи кои се правеа, имаа и штетни последици. Сега таа смарт технологија значи само за тие рентген апарати, например, дека зрачат 10 пати помалку, дека дури
бебиња, мали деца, па дури и трудници можат да се прегледуваат со едно минимално зрачење, кое воопшто малтене може да се каже дека е безопасно. Или новиот магнет кој е комплетно дигитален, тоа значи нема веќе кабли, нема никакви додатни оние работи кои луѓето ги плашеа од тие диагностики, и исто така е многу тих, многу побрз и пријатен за испитување, бидејќи се знаеше дека магнетното испитување е многу бучно и доста луѓе заради таа клаустрофобичност не можат да го издржат и го прекинуваат испитувањето, бидејќи траеше по пола сат, 40 минути, сат време. И сега некои од испитувањата се подолги, меѓутоа опсегот на испитување е многу голем. Така да сега прв пат во Македонија има магнетна резонанса која може комплетно целото тело да го испита од глава до пети, значи во едно снимање, што порано тоа не е било можно. Тоа се достигнувања кои сега новата технологија ги нуди, така наречена смарт технологија, бидејќи испитувањето од едниот апарат може да се префрлат на другиот апарат и сето тоа заедно да се тие слики спојат и сето тоа да се гледа во тродимензионална форма на екраните, кај што многу полесно и побрзо може да се диагностицират работи. И така многу технолошки предности кои за пациентите се од огромно значење, а за нас, докторите, многу побрзо да доеме до права диагноза. Така, ја споменавте генетската лабораторија која што неодамна и ја промовиравте, впрочем добивте и лиценца. Што представува таа? Значи, спомнав што значи тоа. Тоа значи дека со ова се отвара една нова можност за секого. Значи, не мора некој да оди не знам каде, по не знам кои институти, да бара не знам какви, ајде да кажеме, врски, па да не знам што треба да се испита циљано за некој голем проблем. И сето тоа сега го ние ставаме во функција на граѓаните, многу достапно, да човек како кога оди да се испитува лабораториски преглед, најобичен, да дојде и на таков начин да направи генетско испитување за различни области. Например, во фамилијата имате луѓе, најблиски кои починале или се заболеле од некоја болест и вие како здрави сакате да знаете дали ја имате таа склоност, таа генетски предиспозиција или ја немате за таква болест. Се работи за болести, карциноми на различни органи и сето тоа сега можете не само на вас, него чак и на вашите деца да го направите достапно, да може да се испита, да може да знаете дали имате или немате и ако имате таква некоја, да не кажам, лоша предиспозиција или генетска оптеретеност, тогаш циљано да може да одите во диагностика и да може тоа да се следи кога евентуално би се појавило како први симптоми и циљано да се реагира. Тоа е уствари она што ние го заговараме сега, не реактивна медицина, она што луѓето чекат да се разболат, да развијат симптоми, па да дојдат на доктор, да се диагностицира и тек тогаш да се реагира. Тоа е реактивна медицина. Проактивна медицина значи сега генетски да се испитате за најчестите заболувања, тие се 90% или 95% од она што е познато, и од тоа сето да знаете на што сте повеќе предиспонирани или не. И сето тоа значи и циљано понатаму да се води диагностиката, да не човек има многу можности од некои заболување. И сега ако генетски сме предодредени за некоја болест, веќе можеме во тој дел и да се усмериме што превентивно, да одложиме
болеста или развојот или симптомите, бидејќи ако кај едно дете се диагностицира генетски дека има предиспозиција да развие диабет, тогаш за родителите многу полесно, а и за самото дете, ќе биде да оно се едуцира, да не треба да јаде многу благо или како треба да се храни и како треба да живее и како треба да се понаша, за да таа генетска предиспозиција, која сигурно ќе доведе до диабетес, да не се случи на 25 и 30 години или можеби уште помлад, него да евентуално се манифестира во многу покасните години. Тоа се огромни предности и тоа е таа проактивна медицина, каде што унапред действуваме за да не добиеме она што веќе го носиме и сигурно ќе го добиеме. Исто тоа се болести како што е инфаркт на срце, мозочен удар или емболија на плуќа, запушување на крвните садови. Значи, сето тоа можеме сега да го на еден начин предскажеме и да го у добар дел активно работиме и одложиме или превенираме. И тоа е за мене еден голем исчекор, бидејќи тоа е, како јас гледајќи као доктор, е за мене големо достигнување и голем исчекор воопшто во медицината, која до сега не беше така достапна. Имаше некои места и сето тоа беше некако мистично и недостапно за луѓето. Еве, јас сум многу среќен тоа што успеав да го направам и не само тоа, и многу други новитети кои ќе дојдат во таа болница, ќе бидат нормално достапни за луѓето, бидејќи тоа е и мојата цел да со сите тие новости и можности за пациентите да можат да најдат решение за многу важни проблеми, а со тоа и да си го продолжат животот. Така. Преку оваа генетска лабораторија не само што може да се предвиди, како што вие кажавте, кон какви болести сме склони со оглед на тоа какви гени носиме, нели, од самите наши родители, не мора да биде мајка, татко, нели, може да биде и од баба, дедо и така натаму. Меѓутоа, исто така може да се направи генетска лабораторија за поединецот, за начинот на исхрана, потоа за спортистите, дали можат тие да практикуваат некаков вид на спорт. Нешто повеќе околу тоа. Да, тоа е исто голем интерес побудува кај сега во последните денови поготово, така наречената нутригенетика, кај што малку луѓе знаат дека сите ние сме многу слични, но и многу различни, базирано на нашата генетска предиспозиција за многу работи. Така да секој човек има одредена генетска склоност према одредена храна. И таа генетска склоност, порано имаше разни такви, знаете, те не знам, крвни групи, те ова, те она, нели. Меѓутоа, сето тоа беше така една предпоставка, едни теории кои никогаш не заживеа како што треба во пракса. Ова е чиста наука и ова се базира баш на генетски испитувања, кај што одредени генетски структури можат да се детерминират на што највише индивидуата или организамот најпогодно реагира. И има неколку типови така од она што може да се испита, се класифицират луѓето во еден тип на кој му повеќе одговара благо или јаглени хидрати, кај други е протеини, кај некој е дури и масти. Значи, кај некој е тој сооднос кој треба да се на некој начин почитува. И со тоа се добива да тој поединец може обично и таа храна која највише му одговара, да може да ја конзумира послободно, без да се ограничува со диети, со други некои режими кои се, да кажам, доста и напорни некојаш за да се одржат,
А од друга страна, организамот да не таложи вишок на масти, тоест да не се дебели. И тоа е суштински исчекор во таа нутригенетика, бидејќи човекот може веќе да знае што му е она оптималното да се храни, за да не се без никакви диети да не дури и да намалува тежина. Што е сосем друга работа. И ниедна диета друга не може тоа екзактно да го каже за секој поединец посебно. Затоа што диетите, знаете, ај сега јадите ова, не јадите она. Да, добро, ама за некој одговара, за некој не. И многу често знаеме дека дури многу диети обратно функционираат, па некои луѓе дури се издебелат од диета или се изфрустрират, па добијат додатни стресови, компликации, качат притисоци и така натаму. Значи, една комплексна работа која наизглед обична, која дури води до сериозни тешкотии, проблеми, па дури и сериозни компликации по здравието. Значи, ако некои диети се такви како што има и многу ригорозни кои воопшто не соодветствуваат на она што е потребата на организмот. Така. Во однос на спортистите? Па исто, тоа сега се новитети за јавноста, бидејќи тоа порано се чуваше во тајност. Тоа го знаат и го знаеа само така врвни стручњаци кои се бавеа со тие работи во однос на олимписки тимови, на големите нации, како што Америка, Русија, Германија, Англија, кај што сето тоа беше недостапно за другите, нормално. Беше сите тие анализи беа и многу скапи и малку луѓе тоа сето го владеа. Меѓутоа, новата технологија во последните 10 години направи драстичен напредок, поготово во тој дел. И сега е тоа достапно веќе и за... Јас сега имам еден проект со ракометарите, младите ракометари на Вардар, кај што ќе направиме, ние ќе ги спонзорираме сите тие анализи кај тие млади деца кои тренираат ракомет и на база на генетската структура на мускулатурата може да се одреди за каков напор секое дете, секоја индивидуа може да го издржи и колку треба и дали тај спорт е соодветен на таа мускулатура која ние генетски ја носиме. Така да не случајно и досега тоа искуствено се е работело да за некој спорт некој е погоден, а за некој не е. Тренират 20 души, меѓутоа еден е тој што така го бива. Тоа е било искуствено. Сега може многу понаучно да се пристапува во тој дел. И од друга страна, многу важно, има многу рекреативни спортови кои луѓето сакат да ги работат, да ги вежбат, значи може да се превенират многу несакани ефекти од спортот. Поготово кај оние кои се рекреативни, каде што некои се мачат или вежбат, трчат маратони или триатлони и не знам што. Меѓутоа е добро да претходно си испитат дали нивната мускулатура е погодна за таков напор, бидејќи може и обратно да биде. Иако веруваме дека спортот треба да е здрав за нас, меѓутоа да допринесе да биде обратен ефект, тоест да заврши дури и смртно. Така да имало такви случаи. Има често случаи. Некој знае колку, меѓутоа да има. Има често случаи дури и кај спортисти, дури и професионалци. Така да сето тоа дава една сосем друга можност, еден друг пристап во сите овие работи. Така, огромни се бенефитите од оваа генетска лабораторија, се разбира. Да ги споменеме тука и бремените жени или по оние кои што сакаат да забременат. Секако, тоа веќе и познато кај гинеколозите и тие веќе
оние кои ги следат тие нови трендови и ги упатува жените на такви некои диагностики. Меѓутоа малку се знаеше, доскоро не се знаеше дека да речам спонтаните абортуси се третира на еден друг или трет начин, воглавном со хормонална терапија. Сега се знае и на база на генетските испитувања може за секоја жена да се утврди склоноста кон згручување на крвта. Тие микрозгручување на крвта воглавном доведуваат до спонтани абортуси, бидејќи во тие првите денови на зачнувањето коагулабилноста на крвта во мајката се зголемува природно и ако е таа склона на генетски предодредена за згручување на крвта која си го носи наследно, доаѓа до микротромби во таа плацента која се оформува и на тој начин плодот не може да се храни и одумира и се случуваат спонтани абортуси. Сето тоа, за жал, многу погрешно се третираше уште и со големи, да не кажам, дози на препарати кои исто така ја зголемуваат воглавном како негативен ефект, ја зголемуваат коагулабилноста на крвта. Така да се ствара еден додатен негативен круг на негативни влијанија кои тие жени дури можат да завршат и со многу поголеми последици, не само како спонтан абортус, него и да доживеат мозочен удар или да доживеат инфаркт или емболија на плуќа, дури и да завршат катастрофално. Така да огромни се тие предности и сега ја мислам и секој гинеколог ги советува веќе или треба да ги советува секоја жена што намерава да се впушти во вештачко оплодување, дека би морала да направи барем тие основни тестови генетски за да се знае дали и како може да се тоа сето превенира, бидејќи може да се во добар дел и превенира. Така. Многу често можеме да слушнеме дека пациентите можат да добијат некакви несакани последици од одредени лекови. Со генетската лабораторија може да се испита и тоа. Значи, на какви лекови можеме да бидеме, да не ни биде добро од нив. Да, значи, тука имаме многу голема предност, бидејќи покрај испитување на диагностика на ДНК ние што ја носиме, можеме да испитуваме и ДНК-та, значи генетската структура на туморот, што е огромна предност. До сега, значи ние работиме голема тумор хирургија од различни области, плуќа, значи внатрешните органи, урологија, гинекологија, уролошкиот дел. Така да во тој диагностички дел до сега ние ги праќавме туморите на патохистолошка диагностика, кај што се гледа структурата на туморот, се одредува за каков точно тумор и стадиум се работи и потоа се даваше одредена шема која е позната, нели, превентивно да се заштити оној дел кој не го гледаме, нели, дали е отстранет во целост или не. Сега се случува нешто обратно, а тоа е ние ја можеме да одредиме генетската структура на тој тумор и спрема таа генетска структура да видиме дали таа терапија која нормално се препушува на сите пациенти, дали таа терапија одговара за тој тумор, што е голем исчекор. Така да сега знаеме дека, например, само еден многу чест пример кој се случува во уролошката пракса, каде што еден тумор се третира по шема, например, тумор на мочниот меур,
и се вбризгува цитостатик и тоа се сматра за цитостатик кој мора да действува на тој тумор. Меѓутоа тоа не е така. Значи 40% од пациентите воопшто не реагират на тој цитостатик. И сега што се случува? Се случува да болеста напредува, пациентот се лекува, докторот знае дека го дава оно сето што го знае најдоброто за пациентот, меѓутоа секако и пациентот незадоволен на крајот или завршувам да не кажам и полошо и докторот е фрустриран затоа што тој направил се, ама резултатот не е добар. Сега е состојбата драстично се менува за двете страни, бидејќи со само земање на биопсија и испитување на генетската структура на тој тумор, точно се одредува дали таа терапија действува или не действува на тој тумор и со тоа секако ефектот од терапијата и од страна на докторот, а и за пациентот е драстично подобра. Така да големи се исчекорите у сите овие области и гранки у кои има многу специфики и многу јас го знам и го како еден мој хоби или мој интерес во разните области, меѓутоа спецификите се многу големи и има многу ситни додатни предности и можности кои треба да се со секоја посебна специјалност разговарат. На која возраст е најдобро да се направи ваква генетска лабораторија? За да биде На било која. На било која? Да. Така. Зависи само, знаете, има различни, како ние велиме, пакети. Значи, затоа, јас пак ќе повторам, предноста е голема, бидејќи се случува во една клиничка болница, кај што има различни клиничари, каде што пациентот е во буквален смисла не е во некоја лабораторија кај што сега има некоја голема наука и таму ќе се испитуваат гените и после што со тоа. Значи, важно е сето тоа да биде во една целина, да се види прво кои се тие предиспозиции за пациентот, што е она што го евентуално угрозува, бидејќи да, има и пакет што може да се испитува се до сега што е познато во генетиката. Меѓутоа, тоа е веќе огромна, да не кажам и инвестиција, а и е веќе многу захтевно. Тоа е веќе нешто што и треба и доста време и така. Меѓутоа, циљани пакети за одредени болести и диагностики и како може да се прават и за тоа пациентот да има адекватна информација. И што е важно, еднаш направена една диагностика, например за карцином на дебело црево, пример, која е, да речеме, една почеста појава кај поготово машката популација. Тоа е веќе еднаш направено за, да кажеме, доживотно, бидејќи за таа мутација, за тие генетски предиспозиции, ако е пациентот негативен, е негативен и нема потреба повторно да се повтара. Меѓутоа, може нешто друго, да испитува она што е веќе суспектно за дека би можел да развие некоја болест. Сакам да кажам дека е и на некој начин една инвестиција во она. Инаку може, не е ограничена возраста, може и мало дете да се испита, како што ја ќе го испитам и мојот син. Значи, зошто да не? Нели, некој сака да знае, некој не иќе да знае. Тоа е веќе друга работа. Јас би сакал да знам, без обзир што и како, бидејќи Јасно. може би, ако нешто знам, може би нешто и да истражувам и да помогнам или да најдам некое решение. Така да не сум од оние што би чекал нешто да ми се случи. Ако веќе можете да го превенирате тоа, зошто Точно. да чекате да се случи? Така ја размислувам, меѓутоа има луѓе кои другчие размислуваат, нормално.
Колку трае, еве една, сакам да си направам една лабораторија, за колку време тоа се прави? Значи, во главном оние пакети, пак ќе речам пакети, кои се постандардни. Значи, зборуваме за карцином на дојка или на простата или на бели дробови или склоност кон инфаркт на срце, мозочен удар. Сите овие генетски испитувања кои ги спомнавте за гинеколошки заболувања или склоности кон спонтани абортуси и така. Сето тоа е во главном испитување кое трае еден ден и резултатите ги добивате веднаш. Во истиот ден. Цената е пристапна за сите граѓани, можеби многу помалку ќе платиме доколку си го направиме тоа испитување, отколку не дај Боже да се разболиме па да се лекуваме, можеби тоа многу поскапо ќе не чини. Апсолутно, тоа за цена нормално дека јас секогаш сум се трудил да бидам некако достапен, да не се прават некои како да кажам околу тоа да се намали квалитетот. Значи цените се ја мислам достапни бидејќи информациите кои ги добива пациентот се од непроценлива вредност. Различни пакети различно се движат, зависи од обемноста, колку гени, колку болести се испитуваат, бидејќи има во едно испитување повеќе болести кои можат да се испитат, така да се движат измеѓу 200, 300, 400 евра, значи нешто што мислам дека не е астрономска цифра во однос на тие испитувања кои до пред некоја година слични, не баш такви, меѓутоа слични генетски испитувања кои коштаа баснословно. Така да, и тоа е еден мал допринос или мало приближување. За сега тоа е само, да кажам, приватно, тоест луѓето треба тие трошкови сами да си ги платат. Можеби некогаш во други некои услови и фондот тоа ќе го прифати. Така, тоа ми беше следното прашање. Имаше најави некакви дека ќе започнете преговори. Дали веќе започнавте или се уште сте на размислување? Знаете како, тие некои работи треба малку другче да се... Ние секако ќе понудиме, меѓутоа дали искуството кое го имаме, мислам дека така. Имат некои резерви, може би тоа ќе се смени, не знам. Така. Во однос на осигурителните компании, јас ја следев вашата пресконференција и ми се чини дека преговарате и со одредени осигурителни компании. Дали би можеле они нешто да вметнат во самото осигурување? Ми се чини такво нешто беше... Сигурно дека можат. Знаете, тоа е сега многу ново, многу станува достапно за луѓето буквално за секого. И сето тоа сега и натаму ќе доживува натамошен развој. Значи тоа никој не може да го спречи. И сите овие цени сигурно и ќе паѓат понатаму. Така да сето ова е нова технологија која ќе станува се подостапна и ние што не можеме да избегнеме, него е добро што не можеме да избегнеме таа нова технологија која носи и нешто добро за сите нас. Така да ќе стане тоа секојдневие. Сега е нешто ново, многу интересно, многу можно, меѓутоа за многу брзо ќе стане многу достапно за многу луѓе и пошироко. Сигурно и дека и во јавните установи ќе се воведат некои такви испитувања. Дури јас мислам дека многу скоро ќе станат, да не кажам, морални, да мора да се направат некои испитувања за деца, за знаете, ние имаме пациенти кои се во главном 70% од целата популација се диабетичари. Значи една огромна популација.
Диабетисот е еден страшно оптеретување на едно општество. Последиците од диабетисот се многу страни. Значи имате почнувајќи од мозочни удари, од слепила, од разни инфаркти на срце, на плуќа, од лоши циркулации во нози, од лоши циркулации во други органи, од бубрежна инсуфициенција, од завршување до диализа и така натаму. Значи, една таква болест го кошта ова општество, не знам, тоа не може да се прерачуна. И сето тоа, ако можете вие однапред да го знаете и за секој поединец да он знае дека може да со обично тестирање да превенира многу последици, кој сака да оди по болници и кој сака да се мачи со разни компликации од такви болести. Значи, сето тоа мислам дека станува непроценлива информација која можеби сите структури на општеството ќе разберат предноста на сето ова и не е само тоа дека еве ние имаме лабораторија таква и сега ние сме први така конципирани. Меѓутоа сигурно дека тоа сето ќе се прошири многу брзо и јас се надевам ќе стане многу достапно за секој, поготово за младата популација, каде што и текако нивниот живот треба да го на некој начин структурират така да може да избегнат многу несакани болести. Го гледам часовникот, сакам да проговориме и за озон терапијата. Нешто околу озон терапијата, секако и ова е новина која што за прв пат ми се чини во земјава. Вие ја промовиравте и ја го третирате тоа. Значи неколку видови на озон терапија, зашто конкретно во кратки црти? Па да, почнавме уште, не знам, мислам 10 години наназад со озон терапија. Тоа не е нешто многу, исто беше една скриена технологија. Скриена технологија во тој смер што спортистите, поготово у Русија, нели допинг контролата како стануваш се по јасна и поизразена. Спортистите кога тренират, кога вежбат, нормално заради оптеретувањето се ствара млечна киселина и следниот ден, како и да се тие тренизи конципират, тешко доаѓат повторно во форма ако се предозират со оптеретување или со тренинг. Така да тоа беше еден голем скриен, да кажеме, допинг, у наводници допинг, бидејќи во таа припремата на спортистите русите ги спремаа со вбризгување на озон после тренинг. Со тоа озонот е ништо друго него газ, тоест озонирана течност или што и да е, каде што има огромна количина, се ослободува огромна количина на кислород. И тој кислород практично врши оксигенација, хипероксигенација на организамот во многу краток временски период и кај спортистите тоа се користеше за да може тој кислород да согори таа млечна киселина која на природен начин не може да се согори, да не ги стврднува мускулите, да движењето не го ограничува. И на тој начин спортистите следниот ден повторно можеа да тренират без проблем, без никаква химикалија, без никакви хормони, без ништо. И кога доаѓаа на такмичење, зима медали златни, сребрени, а немат никакви химикалии во нив, нити хормони. И нормално се чудеа сите тие у тоа време. Меѓутоа, открија дека имат, се боцкани по вените, па сега и тоа е забрането. Така да, од таму тоа почна. Меѓутоа,
така јас ја осознаав таа терапија. Инаку велат дека и кралицата англиска е континуирано под озон терапија и не е чудо со 90 години што менува само шапки, нели? И нови моди. Така да тој момент јас се заинтересирав, велам пред 10 години и така купивме специјални машини за таа работа, озонатори и почнавме да применуваме кај луѓе кај што имат пред се тешки промени на стопалата, диабетични стопала, гангрени, рани кои не заздравуваат и буквално доживеавме сите ние една голема еуфорија од ефектите кои ги гледаме за врз тие пациенти. Моментално имам 2 пациенти од Хрватска, едниот од Порач, едниот од Пула, кои се во болницата и баш за таа работа, кај што имат страшни гангрени. Едниот го оперирав и плюс сега таа гангрена се лечи со озон и напредува одлично и он е пресреќен, сега може да оди без таки и така. Другиот сега вчера дојде, така да и тој е во катастрофална состојба, меѓутоа еве почнавме со терапија и се надевам и кај него ќе може да помогнеме. Значи една сосем друг пристап во суштина хипероксигенација на ткивото, каде што може да се вратат метаболните функции и може да се спречи или да се запре одумирањето на пред се на нозите, а и исто така давајќи го системски на целиот организам влијае многу позитивно. Тоа е така на кратко за озон терапијата која еве со долги години назад ја практикуваме. Дури имаме и пациенти кај што веќе ги озонираме со екстракорпорална циркулација, кај ги приклучуваме на машина за екстракорпорална циркулација и повеќе од саат време континуирано нивната крв се озонира. Тоа беа 2 пациенти кои ги почнавме сега скоро на таков начин, каде што дојдоа во катастрофална состојба, комплетно со метастази, со буквално фамилијата сакаше да бидат збринати на крајот на практично на умирање. Едната жена имаше карцином на матка и буквално метастази секаде. Не можеше да зборува, не можеше да јади и беше буквално терминален стадиум. После екстракорпоралната циркулација и тоа хиперозонирање, следниот ден дојдов да видам, па негде пола саат разговараше со мене и ми кажуваше како се осеќа, што и било, како и било. Така да сега ги чекам повторно, бидејќи си отиде дома и треба пак да дојдат на уште една таква терапија. Сето тоа го правиме бесплатно, значи има големи трошкови околу сето тоа, меѓутоа затоа што е нешто сосем друг пристап и има уште еден италијан кој слично нешто има објавено во медицинската литература. Меѓутоа јас не знам дали тоа ќе помогне, колку ќе помогне, меѓутоа жената си отиде така доста да не кажам разбудена и полна со така животна енергија, што беше зачудувачки за сите нас, толку брзо и толку. Меѓутоа има сето тоа држи логика, бидејќи хипероксигенацијата на крвта го зголемува имунитетот, го подобрува согорувањето на сите материи во организмот, го зголемува метаболизмот генерално и со тоа можеби ствара услови и организмот подобро да се справи со макар и најтешката форма на рак, она терминалната или крајната фаза. И јас сум баш во таа
во тој поглед доста возбуден како ќе биде и каков ќе биде исходот и колку ќе бидат предностите на таа терапија кај вакви пациенти. Докторе, јас многу ви благодарам што бевте гостин во првото издание на новата сезона на емисијата Живе и здраво и го отворивте, се разбира, овогодишната сезона. Верувам дека повторно ќе дојдете, а во наредниот период вашите лекари во секој вторник ќе бидат тука. Јас ви благодарам и сакам прво да се заблагодарам што постои Велес и што има велешани, бидејќи во мојот тим има многу велешани, има многу кои се на тие водечки позиции и бога ми ова институција која ја водам тешко би ја замислил без велешаните. Така да едно благодарам до сите нив, бидејќи навистина се многу вредни и многу компетентни. Така да една благодарност. Така. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Тоа беше академик доктор Жан Митрев. Јас ве поздравувам и ви закажувам средба за 7 дена во истиот термин.